Загадувањето на воздухот е еден од најголемите предизвици со кои се соочува земјава. Prosečното ниво на PM10 и PM2,5 честички во најголем дел од годината ги надминуваат просечните вредности. Според последните податоци, 255 од 100.000 луѓе умираат како последица на загадениот воздух во земјава. Последниот извештај на УНИЦЕФ покажува дека смртта на секое девето дете во земјава е директно поврзана со лошиот квалитет на воздухот кој го дишаме. Нашите главни градови се меѓу најзагадените градови од аспект на квалитет на воздухот во Европа. Западен Балкан е меѓу најзагадените региони од аспект на квалитетот на воздухот во Европа. Мислам дека фабриките и оние луѓе кои што палат се и се што индустријата, фабриките и би рекол и возилата исто така. Можеме да видиме големо отстапување во катноста, во површините на градба, а сето тоа ја намалува или ја спречува циркулацијата на воздухот. Моје мислење е автомобили. Загаденоста и од индустријата. Сепак мислам дека секогаш ќе има загадување со оглед на тоа што има фабрики во сред центар. Домовите се главен извор на емисија и согорувањето на биомаса и на други цврсти горива е проблем кој што е основа, ако го намалиме, ќе овозможиме нормално и помала изложеност на тие опасни честички. И тоа е правецот во кој веројатно Европа ќе работи. Ние од аспект на согорување на цврсти горива сме веројатно и полоши од европските градови, за жал полоши, бидејќи кај нас поголем дел од домаќинствата ги користат овие горива, така што мислам дека час поскоро треба да почнеме да работиме. Во јавноста има перцепција дека нели дрвата се природни, дека дрвата немаат некаков ефект за здравјето и дека тоа не е опасно, меѓутоа за жал не е така. Во димот од дрвата има околу 24 субстанции детектирано како канцерогени, од кои 3 или 4 се алфа канцерогени, односно високо канцерогени субстанции и за жал, доколку посебно па се комбинираат дрвата со отпадни материи или се согоруваат во стари ложишта, не само што се загадува надвор, околината, туку ги загадуваме и домовите и концентрациите на загадувачки материи во домовите може да бидат страшни и едноставно замената или намалувањето на согорување на цврсти горива е императив доколку сакаме да видиме барем намалување на тие епизоди. Во сите градови, во текот на годината имаме просечната дозволена, досега и не беше регулирана дневната концентрација на PM2,5 честичките, не беше регулирана со директивите, сега е регулирана и за жал годишната е спуштена во Европската директива на 10 микрограми, ние се уште се споредуваме кај нас е 25 микрограми на годишен просек и за жал тој годишен просек се надминува и во летниот период. Ако сакаме да го стигнеме просекот, барем периодите кога метеоролошките услови не ни налагаат, може да бидат чисти периоди и да немаме загадување. А од друга страна пак мерките за тоа да го направите едноставно да не се палат стрништата, да се собира тој отпад или да се мијат улиците, не се некои софистицирани мерки за кои треба време или многу пари. Едноставно тоа може да се направи веднаш. Правувањето со отпад е нешто што може побрзо да се заврши. Или контролата подобра на сообраќајот, пренасочување на сообраќајот, забрана за движење на одредени места во текот на кога има висок сообраќај. Целото тоа може да се направи многу побрзо и да даде ефикасни мерки за намалување во периодите кога не би требало да имаме високо загадување.